За јавната расправа по урбанистичкиот план во населено место за спортско-рекреативниот центар Пониква, планска документација 2014-2024 година, нацрт план, меѓу граѓаните на Кочани постои голем интерес, со оглед на фактот што голем број од нив во повеќе делови на Пониква имаат изградено викенд куки и други објекти кои ќе треба да се вметат како дел од урбанистичкиот план на Пониква. Во тек е јавната анкета по урбанистички план во населено место за спортско-рекреативен центар Пониква и истата трае до 22 мај. Во овој период заинтересираните граѓани и правни лица може да поднесуваат анкетни листови со предлози, забелешки и сугестии во однос на планското решение. Кон анкетните листови треба да достават копија од катастерски план и имотен лист за конкретната парцела за која што се однесува забелешката, или пак можат забелешките да бидат и предлозите за целиот плански опфат. Во моментот само што заврши јавната презентација и имаше учество на граѓаните, собственици на катастерските парцели и на објектите во делот во Пониква. Имаше доста дискусии, имаше предлози кои што ќе бидат дополнително разгледани од страна на комисијата и на општина Кочани по прифатените забелешки, односно и неприфатените ќе се разгледува сето тоа, предлозите ќе бидат разгледани и подносителите на анкетните листови ќе бидат писмено известени во однос на нивните предлози, сугестии и барања. Значи, она што е согласно законска регулатива и тоа што е прифатливо за општината ќе биде вградено во предлог планот, сето друго што ќе биде разгледано и ќе постапиме согласно законска регулатива. Урбанистичкиот план на Пониква проширен ќе се протега на површина од 50 хектари, од кои дел се наменети за зеленило, а дел за викендички и хотели. На денешната јавна расправа, која се одржа во салата на Советот на општина Кочани, најголем дел од забелешките на граѓаните се однесуваа на електричната и водоводната мрежа, како и на урбанизацијата на веќе купените парцели со патна и друга инфраструктура.